Скрчена заштитна ограда од корнати бетонски столпчиња на паркинг. Ова е страотно сведоштво за оно што останало по сообраќајните незгоди на улицата Димитар Влахов во Штипско Ново село. Регионален пат или само улица во урбана населба, каде според она што се случува, го евидентира и полицијата, не се почитува сообраќајната сигнализација и брзо се вози. Граѓаните и досега реагираа, но апелите не стигнаа до вистинското место. Ниту предлозите за поставување на лежечки полицајци не помогнаа. Таа е најфреквентна улица тука. А тешки теретни возила не треба да се движат. И да се направи, например, нешто, или знаци да се постават, или лежечки полицајци, или се да се избега најголемата катастрофа. Тука е више, ево некни на Богројца се деси тоа, што го скршија Браннико. Сега, како е скршен, дали бил напиен или не бил напиен, не е битно тоа. Безбедни ли сме вие како граѓани, деца? Да, не сме безбедни. Како безбедни? Па мене тук ке ме сгазеа кај нас на премину таму. За да преминем ке ме сгазеа. Вози се катастрофа, ние гледаме стално тука. Вози се со 80, со 90, со 100. А има пешки премен. Не го почитуват. И ние сме виновни како пешаци. Али возачите најповише. Полицијата потхитно треба да стави тука е полицајец секој ден кај Јаворо. Плата да не му дадат, од тука искара пари. Тоа се возе преку 100. Ние сме стари човеци, деца, никој не ни дава предност да мине на пешачко премен, што треба да минеме. Се така одеме на сила. Страшно, ризично? Ризично нема каде, поризично здравие. Увек имаше на 2-3 дена тука патрола, кој ги снимаше уште од кај гробишата, со каква брзина се движат возилата. Сега нема ништо, и они се слободни возачите што сакат прават. Полицијата најавува зачестени контроли на овој дел од градот. Во населено место дозволената брзина на управување на возилата е 50 км на час, но брзите возачи се ловат на излезот од градот или од спротива пред самиот влез во населбата од патот што води од Радовиш кон Штип. Последната акцијска контрола на полицијата откри на 200 брзи возачи. Од извршената контрола 141 возач ја пречекориле брзината во населено место, додека 105 надвор од населено место. Секторот за внатрешни работи Штип и понатаму ќе продолжи со зајакнати мерки и контроли за откривање и спречување на овие прекршоци. Од општина Штип за подобрување на безбедноста во сообраќајот на оваа улица досега не излегоа со конкретно решение. Првично, овде не можеа да се постават пешички премини, ниту лежечки полицајци поради регионалниот карактер на оваа фреквентна делница. Инцидентните случаи ги препуштаат на законот и полицијата, иако овде се наоѓа градинката во која се одвива и настава, дневниот центар за деца со посебни потреби, ректоратот на Штипскиот универзитет, а на патот е лоцирано и средното специјално училиште Искра. И покрај тоа што на 4-тиот километар на патот кон Радовиш постои сообраќаен знак за забрана на движење на тешки товарни возила над 10 тони, овој знак не се почитува. Тешки товарни возила наместо да ја користат обиколницата кон Три чешми, минуваат низ улицата Димитар Влахов во Ново село.